Секогаш кога треба да месам, сум многу среќна. Месењето ме одмара и ми дава можност да ја извадам целата негативна енергија од денот. Денес решив да ви покажам како се прави домашна паста. Апсолутно верувам дека не морам да ве учам, сите куки порано имаат домашни јувки. Денес и јас ќе направам таква верзија, но ќе искористам италијански рецепт. Ќе ви направам таљатели. Ги викам таљатели заради тоа што имаат соодветна количина. Нашите јувки кога ги прават, баба ми секогаш ги прави и секоја година ни носи по една хартиена вреќа, ние ги правиме со многу јајца, со многу брашно, се сукаат, се кршат, а италијанските таљатели бараат малку поинаква техника. Јас ќе се обидам да ви ја покажам. На секој 100 грама семолино брашно, кое е брашно наменето исклучиво за паста, го има веќе во нашите маркети, за среќа, оди по едно јајце. Јајцето секогаш на собна температура. Тоа се двете главни состојки. Малку сол и ќе ставам една капка маслиново масло, зашто верувам дека италијанските баби би ме пратиле во затвор. И се прави на следниот начин. Ке направам една, затоа што сакам да направам за еден оброк. 100 грама брашно со едно јајце ви е доволно за една чинија. Ке го ставите брашното на куп и на средина ке направите еден кратер, една дупка, така поголема. За да може да го ставите јајцето. Значи јајцето на собна температура и внимателно ќе го искршиме во средината. Ова го правиме само заради тоа што треба многу споро, полека, со лажица да го спојуваме целото тесто. Ќе пукнам жолчката и ќе почнам со мешање на јајцето. Гледате, тоа прибира од страните брашно и полека ќе го формираме тестото. Ќе додадам малце. Ќе го измешам. И трпеливо ќе го правам се додека не формирам тесто. Ќе додадам малку сол во овој процес. Само малку. Ќе ставам една капка маслиново масло. Ветувам само една, заради тоа што сакам. Маслиновото масло не ви е неопходно. Меѓутоа, јас сакам кога ќе ги ставам тестенините да се варат, да делуваат сјајно. А тоа го прави маслиновото масло. И трпеливо продолжувате да го формирате тестото. Кога веќе тестото ќе почне да се формира, почнувате да ги користите рацете. Исто така додавајќи помалку. Едно јајце треба да го впие целото брашно. Значи 100 грама на едно јајце на собна температура. Може да направите доколку не сакате да користите вегетаријанска верзија, истата може да направите доколку не сакате да користите јајца, може да направите само со вода, постојат тестанини кои се со вода. Дивела, например, имаат тестенини кои се на база на јајце или само на база на вода, имаат и интегрални во нивната палета. И полека ќе почнеме да го формираме тестото. Тестото треба да е тврдо, цврсто тесто. И од ова тесто ќе добиеме, мислам дека од прилика 1 до 2 кори, кои понатака ќе ни дадат една чинија со свежо приготвени таљатели.
и убаво посветете му се. Дајте му љубов. Месете го 5 минути, додека не стане баш мазно, целото цврсто и кога ќе го притиснете да ја добива својата форма назад. Ево го моето тесто, нема убаво тесто, додека не се задишите, додека убаво не му се посветите. Еве гледате, се враќа назад. Тоа значи дека глутенот е веќе активиран. Од ова ќе поделам 2 топчиња, затоа што не сакам бескрајно долги кори. И оставете го да се одмори 15 минути пред да го поминете на машината и да го направите во тенка кора. Тестото се одмараше малку. Гледате колку е убаво и гумено. И некој од вас ја имаат ова машинка, доколку ја немате, ја има во нашите продавници на нашите пазари, доколку ја немате, истото може да го тестото да го направите со обично сукало. Кога сакам да направам равиоли, го правам со обично сукало, ма го правам со тенкото што е како во форма на стап, бидејќи тогаш можете да го префрлите и да го расукате да биде навистина тенко. Јас денеска ќе користам машинче. На почетокот одиме со најмалата бројка. Мојата машина е поделена така што единицата е најдебело тесто, деветката е најтенко. Ја поменувате кората. Тоа е првата бројка. Ќе одам на тројка. Ќе ги направиме двете кори. Убаво набрашнете ги и оставите ги малку да се подзасушат. И нашата втора кора. Мора да бидат убаво суви, за да не ви се залепат кога ќе се обидете да ги исечете. Оставете ги малку да се подзасушат, наросете брашно. Јас ќе ги поделам на половина, за да не ми бидат многу долги. Ќе ги завиткам во ролничка. Не ја притискајте. Ево вака изгледа. И со остар нож направете таѓатели. Одма отворете ги, за да не се залепат и треба малку да се подзасучат, ќе ги растресеме да излезе брашното.
и ќе ги направиме останатите. Ова се моите домашно направени таљатели. Домашното направени таљатели се за мене еден деликатес. И секогаш кога ги правам, сакам да ги почестам со убав сос. Денешниот сос е сос од вргање. Вргањето е многу ароматска печерка. Апсолутно не ви треба никаков додаток, освен вргањот и нежен, неутрален бешамел. Ке згрееме вода и ќе ги ставиме да се варат. Домашно направените тестенини бараат малку подолго варење, бидејќи се уште влажни. Мислам дека оваа дебелина ќе им треба околу 7 до 8 минути, но секогаш можеме да ги извадиме, да ги притиснеме, доколку немаме потреба да употребиме малку сила, но тие лесно се кинат, тоа е ал денте и се готови за да бидат направени. Ќе ги ставам во тенџере со вода, убаво ќе засолам, би било злосторство ваква убава домашна паста, да не биде сварена во убаво засолена вода и ќе ги префрлам на другата рингла за да можам да ви покажам како се прави сосот. Ги ставивме таљателите да се варат, ќе им дадеме неколку минути и за тоа време ќе го подготвиме нашиот сос. Ќе употребам вргањ, бидејќи во нашите продавници не можев да најдам свеж, употребив сушен, дехидриран вргањ, кој го искиснав неколку часа, тој веќе повторно се рехидрираше. Мириса божествено. Ќе ставам неколку капки маслиново масло, за да не ми загори путерот. Ќе го пропржам вргањот и после тука на истата тава ќе направам бешамел.
Доколку решите да го подготвувате овој рецепт, секогаш може да направите нарачка во пакет МК, да си порачите производи. Доколку не сакате да правите таљатели, порачајте си дивела. Само рустично. Не можам да ви го објаснам, овој опоен мирис на вргањот. Навистина многу сакам печурки, и сакам сите печурки, ги сакам и обичните шампиньони, лисичарка, буковка, вргањ. Можам да ги јадам и да живеам на нив. Пропржете ги, за да го испустат својот вкус со помош на маслото. Додавате една лажица брашно. Ќе подготвуваме бешамел, но со веќе пропржен вргањ. И ќе додаваме помалку топло млеко, за да го формираме сосот. Опојна. Мириса опојна. Ќе додадам уште малку од млекото на мегле. Секако искористив и путер мегле. Производите на мегле имаат многу богат вкус за вакви рецепти. И ќе му дадеме неколку минути за да се свари вргањот, да направи убав сос. Од кога ќе знаете колкава е количината на сосот, на крајот засолете убаво. И ќе додадам бел бибер на витаминка. Некако ми одговара и со вкус и со боја. Ќе го намалам и ќе му дадам неколку минути за да се подготви. Во меѓувреме мислам дека ми се готови таљателите. Таљателите се готови, сосот од вргањ се крчка и префрлете ги на чинија за сервирање.
И додадете сосот. Вркај. На крај бел бибер. Мириса божествено, исто толку е вкусно. Ова беше мојот избор за денес. Се потрудив да ви покажам дека многу е лесно и едноставно доколку се одлучите некоја вечер да се посветите и да направите една домашна паста. Негувајте го вашето семејство, негувајте ги пријателите и негувајте се себе си. Секогаш кога ќе одлучите да направите некој ваков рецепт кој бара повеќе внимание, посветете му се. Резултатите на крај се совршени. Јас едва чекам да го пробам овој рецепт, а ние се гледаме со нови рецепти. И бонина мириса. Доаѓа. Вреди да се изгорите за секој залак.